Здраво, пријателчиња! Како што ветивме за 7 дена, ние сме повторно тука. Ви припремивме забавни и едукативни содржини кои што се надеваме дека ќе задржат вашето внимание. Па затоа гледајте не. Вака, го прво е да си видам гостин во собствената емисија, во второ го имам пет шоп од пријатели година и 3-4 месеци. И еве сега дојде идеја за да се направи нов пет шоп, од кој што не е класичен пет шоп како останатиот, туку нешто единствено во Битола. Тоа е груминг салон или попознато кај нас фризерски салон за миленици. Значи тука ќе се стрижат, ќе се капат, ќе се фенираат милениците. Подготовките траја долго време, искрено, значи неколку месеци, но идејата беше многу одамна, уште пред да се отвори првиот пет шоп. Луѓе прашува зошто нема такво нешто. Кога се отвори пет шопот, идеја кај мене, ме прашува каде можат да најдат фризер или фризерка каде што ќе му го средува куќето. Немаше никаде во Битола, па реков ајде да се проба нешто. Благодарение на Бубето, тука да се заблагодарам неа, ми даде телефонски број од фризерката. Стапивме во контакт, најдовме заеднички јазик и еве сега започнуваме со работа. Со ваков тип на дуќан во Битола сум единствен, во Македонија има, значи сите од Битола одеа во Скопје да ги носат милениците за груминг правење, но сега еве ќе си може да си останат во Битола да го прават тоа тука. И исто така имам идеи некои други што ги нема дури ни во Македонија, што се надевам ќе се исполнат во Индија. Поентата на овој пет шоп што се отвори е да бидеме поблиску до сите клиенти што доаѓаат кај нас, значи овој дел на Битола, вториот дел, првиот значи пет шоп ни е кај поштата, сега вториот е новиот пазар на Вторкат. Што гледаат директно на улицата. Што им препорачувам? Па им препорачувам секој во својот дом да си има милениче и оние што веќе имаат да го гледаат како што треба, а оние кои што имаат куќиња да не ги запоставуваат, туку да ги носат во пет шоп од пријатели, да му прават груминг, да ги стрижат, да ги фенираат. Покрајниот пет шоп што веќе го има до Лука и поштата, убаво е што се отвори уште еден во новиот пазар со идеја која досега веќе не е развиена и така со среќа да ти илчи што многу дуќани да отвориш. Добре ве најдов, со среќа да ви е новиот дуќан. Супер е што го отворивте во овој дел од Битола. Навистина фалеше тука да има еден пет шоп за овој дел на градот, значи. Доволно беше популарен тој долу дуќан што го имате, значи во центарот на Битола, супер и овој тука што го има, со среќа да ви е да имате многу муштери, да ви се множат и успеси да се прошириш и во цела Македонија, во повеќе градови. Што мислиш околу груминг салонот, околу фризерскиот салон за миленици? Па не знам дали има до сега вакво нешто во Битола, ама како уникатно мислам дека е супер идеја и супер што ќе има за битолчани, значи каде да ги негуваат милениците. Во оваа прилика ти се заблагодарам за направењето на најавната шпица на музиката за најавната шпица на пријатели. Фала многу и кога и да треба тука сум. Па супер пред се, бидејќи ми е блиску, ради тоа што морав да слегвам додолу до првиот пет шоп кај што го имаш, сега ми е многу поблиску. Така да, од сега нема многу да слегвам долу, ќе си идам тука директ. Многу ба работа, ова мислам дека му требаше наградо, посебно делот со капење, со стрижење на миленичињата, пошто нема, мислам дека нема до сега во Битола. И така да, убое што се прави една револуција во градот, да не речам околу одгледувањето на миленичињата и се надевам дека сите оние кои сакат да имат посредено куќе, можат тоа да го направат тука. Ти беше гостин и во нашата емисија, порано гледуваше крчаци. Докаде си сега со милениците? Па јас многу начесто си менувам миленичиња, за да не ми е досадно. Така да, пред да бидам гостин имав маче, претходно имав папагал, па имав крчаци, па после тоа имав рипчина, си зедов исто од дуќанот ваш долу. Сега сум во некој план да си земам желче, па ќе видиме што ќе спадне од идејата. Зошто идејата баш желче? Па така имам едно катче во мојот дом со цвеќина, со зеленило, со такви работи, што така си го средувам, си го одгледувам, па ми фали баш едно животинче таму мало што би го собрало во тоа место и што нема да прави, да не речам многу гужва, така да мислам дека желче е најадекватно за таму. Јас помислив па тоа да не поради финансиите, затоа што според фенг шуи желките носат пари во дома. Па не знам, не се разбирам многу во фенг шуи, да си лази таму, нека си паси, да ми е поинтересно мене. Така, фенг шуи не се разбирам многу во фенг шуи.
Се наоѓаваме во Битолската касарна и оваа емисија ќе снимаме за Битолската кинолошка изложба. Ќе му ја посветиме на кинолошката изложба во Битола, па ајде да видиме што се случуваше таму. I'm just walking my dog, singing my song, strolling along. It's just me and my dog, catching some sun. We can't go wrong. My love was lonely and blue. Yeah, I was sad as a sailor. I was an angry one too. Then there was you appeared when I was entangled with youth and fear, and nerves jangled, vermouth and beer were getting me mangled up. But then I looked in your eyes, and I was no more a failure. You looked so wacky and wise, and I said, Lord, I'm happy 'cause I'm just walking my dog, singing my song, strolling along. It's just me and Се my наоѓаваме во Битолската dog. кинолошка изложба, сега ќе разговараме со Оливер околу неговата раса на кучиња. Здраво, Оливер. Здраво. Кажи ни како прво која раса на кучиња одгледуваш ти? Одгледувам малјарски маламуци. Колку време ги одгледуваш? Па веќе 10-та година. И како околу изложбите, дали ги изведуваш често? Често одиме на изложби, гледаме што поприсутни да бидеме на македонски, на странски изложби, колку што можеме. Околу наградите што се имате освоено до сега? Па до сега со овој мажјак што имам освоено скоро се со него, е интершампион. Е шампион на Македонија, на Црна Гора, на Србија, на Бугарија. Има веќе преку 30 титули. Така. Супер. Кажи нешто околу карактерот на овие кучиња. Карактерот тие се доста добри со луѓе, со деца, том име во генот, како раса. Иначе основна употреба е влечење на товар за нив. Мада тука кај нас тоа поретко се прави. А нешто повеќе околу стандардот? Стандардот, женките се 50 идеалниот стандард е виси на 58,5 сантими, мажак 63,5 сантими. Висина. Во кои бои може да се сретнат? 99% се сиво-бели, како волците, црно-бели и се многу ретки како се единствено цел бел. И може да се најде со кафеава и нијанси нешто да бидат кафеаво бел. Вие имате чисто бело куче? Да. Колку време го имате ова куче? Тој е стар 9,5 години. Ти благодарам за гостување. It's just me and my dog, catching some sun. We can't go wrong. 'Cause I don't care about your hate and your doubt, and I don't care what the politicians spout. If you need a companion, why just go out by the pound and find yourself a hound and make that dog get proud? 'Cause that's what it's all about. My love was tragic and sad. I was the Како прво да archetype представиме вас и вашето куче. Јас сум Тошко Грозданов од Скопје, инаку во сродство на хендлер и грумер на Еми, која што ни доаѓа од Словенија, одгледана во Италија, купена и со љубов чувана во Словенија, инаку Еми е млад шампион на Македонија и денеска дојде да го заврши зрелиот шампионат во Битола и во Прилеп. Инаку е многу убав представник и убаво е што во Македонија може да видите убав представник од расата на Боптел. Кој што гледаме добар изложбен квалитет. Значи вие ќе бидете на Пелагониското дерби и утре во Прилеп. Кажете ми што очекувате тоа? Победа како и денес. Супер. Колку е возрастна и кажи ми нешто повеќе околу исхраната. Еми е околу година и половина стара. Инаку ова е раса која што е малку непозната на нашите простори. Бара многу голема грижа и околу одржувањето на влакното. Тоа се овчарски кучиња, но повеќе се чуваат како домашни миленици, бидејќи со ова влакно е малку потешко да се одржуваат во услови на нивната вистинска намена како овчари.
бара многу грижа околу влакното за да биде во оваква форма, секојдневно четкање и чешлање, многу чести капења и со многу љубов и трпение би изгледало куќето овака како е. Каков е нивниот карактер? Тоа се одлични домашни миленици кои што се однесуваат многу заштитнички према своето семејство, посебно женките, и го бранат својот дом, воедно ги сакаат своите собственици. И за крај би ве запрашал од каде потекнуваат овие кучиња? Ова е англиска раса на кучиња, така и нината раса, староанглиски овчарски пес Bobtail. Благодарам за гостување. Благодарам и на вас. I was the archetypal loser. I was a pageant gone bad. Then there was you on time and wagging your tail in the cutest mime, and you was in jail. I said, woof, be mine, and you gave a wail, and then I was no longer alone, and I was no more a boozer. We'll make the happiest home. And I said, Lord, I'm happy 'cause I'm just walking my dog, singing my song, strolling along with just me and my dog. Здраво, Ана. Здраво. Како прво те запрашам, која е ова раса на куча? Ова е чивава, кратковлакната чивава. Знаеме дека чивавите ги чуваат најмногу, да речеме по наводници, пуфлите кај нас. Кажи ми дали колку има заинтересирано за овие кучиња кај нас? Па кај нас е ретко да се сретнува чивава, али ретко да сретне вистински представник на расата, која е моево куче едно од тие. Кажи нешто повеќе околу карактерот на кучињата. Карактерот се они не се хиперактивни, активни се, али се смирени, сталожени кучиња, значи на него има предиспозиција да се работи, многу побрзо стекнуваат навики и дресура, значи се тоа побрзо се го приспособуваат, се прилагодуваат кон командите на собственикот. Мало куче сигурно и малку треба за негово одржување и Па да, не треба посебен некој груминг, евентуално сизбање пред изложба, може евентуално нека глобала ги кратиме позади, да се изгледа така пократко, али не треба бог знае како груминг. Дали може да ни кажеш од каде потекнуваат? Вачева расата потекнува од Мексико, али она е увезена на најдобри гледавачници во Италија, мисле името си Ди Сан Джиминано, од гледавачот Тула Похети и Франческо Похети. Дали често одите на изложби? Да, често. И како околу наградите? Па она е уште млада, година и пол, така да за сега сум задоволна од тоа што покажала. Значи, па ќе видиме понатака. Да. И за крај би те запрашал која е разликата помеѓу кратковлакнести и долговлакнестите? Разликата? Да. Па разликата е длаката. Само тоа? Да, само тоа. Значи конституција истото го бара и кај кратковлакнестата и кај долговлакнестата, али глобала се е исто. А околу влакното во кој бој може да се сретнат? Во сите бои, освен мерли боите. Значи сите бои се дозволени кај долговлакнесто и кај кратковлакнесто. Ти благодарам за гостувањето. Фала. I'm just walking my dog, singing my song, strolling along. It's just me and my dog, catching some sun. We can't go wrong. My love was lonely and blue. Yeah, I was sad as a sailor. I was an angry one too. Then there was you appeared when I was entangled with youth and fear, and nerves jangled, vermouth and beer were getting me mangled up. But then I looked in your eyes, and I was no more a failure. You looked so wacky and wise, and I said, Lord, I'm happy 'cause I'm just walking my dog, singing my song, strolling along. It's just me and my dog, catching some sun. We can't go wrong. 'Cause I don't care about your hate and your doubt, and I don't care what the politicians spout. If you need a companion, why just go by the Овде на изложбата сретнавме и кучиња од расата сибирски самоед. Па дали може да ни ги представите и да ни кажете за ново регистрираната гледувачница? Добар ден, ние сме Весна и Анита од ново регистрираната одгледувачница Поларус од Македонија. Ова е трета одгледувачница поред. Прва е од Мано, Сиберијан, Белучи Ројал Сноу и ова е трета во нашата република.
Значи, одгледувачницата во моментот брои 6 куќиња во наша собственост. 2 имам јас и 4 има Анита. На оваа изложба се представени Sam Spring, Deep Impact Carlos, тоа е увоз од Португалија, Sam Spring, Lucky Star Sisi, која учествува во класата папи и во джуниори. Од одгледувачницата од Хрватска, Nox Poly, учествува Nox Poly Теси, исто во класа джуниори. Зема првак во класа на млади, а Карлос зема најдобар во раса. Од вашите куќиња од кој сте најмногу задоволни, тоест кој е најмногу наградувано куќе? Па во моментот можеби затоа што и најстар од Белучи Royal Snow, Always Living Жиле, домашно име Ајакс, беше кандидиран за светски шампион на шампиони, е интернационален шампион, шампион на Македонија, Бугарија и Србија. Супер. Дали може да ни кажете нешто повеќе околу оваа раса на куќиња? Значи оваа раса е прекрасна и секому ја препорачуваме само доколку сакаат на вистина да се посветат на расата. Што значи тоа? Значи доволно шетање и активности, куќето мора да е задоволно и среќно, тоест изложено и да е во присуство на неговите домашни. Значи ние искрено препорачуваме чување во домашни услови, тоест во близина на тие што живеат, фамилијата, да не се оставаат сами. Редовни прошетки, редовно читкање. Дали тоа значи дека не го препорачувате за во бокс? Ни случајно во боксови, секако доколку боксовите се во одредени услови, каде што се определена големина и се во близина на куќата, со одредено време на престој во боксовите, каде што секој си бара нормално време за одмор, може да престојува, меѓутоа да има во дворот и членови на фамилијата, како да има и активности надвор од дворот, значи не цело време чување во бокс. Овие куќиња се многу мирољубиви, па дали може да ни каже нешто повеќе околу карактерот и од каде потекнуваат, нешто повеќе околу нив? Значи потекнуваат од Сиберија и од Западна Русија, меѓутоа куќињата се со прекрасен карактер, само доколку се исполнети и среќни. Секој на куќе што не е доволно ангажирано, што не е среќно, може да направи, значи, одредени за нас несакани работи, уништување, многу се жалат, моето е агресивно или уништува, само не изигра. Да, на тоа мислам, да. Тоа нема да се случи, значи воопшто доколку има луѓе во домот, му обрнуваат внимание и не е куќето ставено само на себе. Доколку си има одреден временски период на редовни прошетки, тоест истрчување и игри со куќето, а секако тоа се минимум 2 сати во денот, куќето секако дека ќе биде ангажирано, изморено, исполнето, во присуство после на домашна атмосфера, тој се ги обавува неговите редовни активности, тоест одмор, јадење, така да не би требало да има проблем. Овие куќи има долго влакно, па колку е тешко нивното одржување на влакното? Со редовно одржување и четкање, апсолутно никаков проблем на одржувањето нема. Значи, они го изфрлуваат своето влакно 2 пати годишно во периодот на митарењето и доколку редовно се четка, никаков проблем за одржување нема. За да бидат убави вакви какви што се му давате околу исхраната и колку време одвојувате за нив дневно? Ајде малку со вас, вие не кажете ништо. Ги хранам со Royal Canin, одвојувам многу време за нив. За четкање? За четкање 15 до 20 минути. Дневно. Дневно, да. Во ред, ви благодарам премногу. Благодарам и вас. Life was tragic and sad. I was the archetypal loser. I was a pageant gone bad. Then there was you on time and wagging your tail in the cutest mime, and you was in jail. I said, woof, be mine, and you gave a wail, and then I was no longer alone, and I was no more a boozer. We'll make the happiest home. Исклучок на Бестин шоу, се ќе разговараме со еден од кинолошките судија. Здраво. Здраво, поздрав до гледачите на вашата телевизија. Сакам да ве прашам како помине денешната изложба. Па денешната изложба стандардна, меѓународна изложба. Многу излагачи од странство, помалку наши, 60 на раси. Се надам дека добро и времето ќе не послужи. Се остварија желбите на многобројни собственици кои дојдоа да си добијат титули, да ги оценат куќињата, да ги представат милениците.
со тоа што низ рангирање титули и така натаму ќе се зголеми нивната вредност под наводници во педигрето и ќе се дадат според мислењата на судиите смерниците за понатаму како ќе течат парења, легла и така натаму, што значи еден квантитет да се добие еден квалитет на кучињата во екстериерот. Зборуваме за изгледот на типичноста на расата, која треба да изгледа блиску до идеалниот стандард кој представува пропишани параметри како треба да изгледа според екстериерот една раса. Што вие како судија барате да поседува едно куче кое ќе влезе во рингот? Јас имам високи критериуми, бидејќи сум меѓународен кинолошки судија, судев во Австралија, Јапан, Казахстан, Турција, Норвешка, Франција и така натаму. Што значи имам голема перцепција, имам остро око, забележувам се кој ќе влезе собственикот и кучето во рингот, можам да кажам кој е професионалец, кој е почетник, дали е вложен труд, дали е вложена работа и како кучето се однесува. Значи, прво гледам дали собственикот го припремил кучето. Прво и основно е каков поводник има. Кога ќе видам да носи синџера некоја мала раса или слично и обратно, значи тоа е првиот печаток. Вториот печаток е дали е кучето влакното припремено, спремено, обработено. Најголемиот број од расите барат, значи да се припреми тоа, да се исчетка добро, нежна хигиена, овие што се фризури што барат, задолжително е капење 2 до 3 дена пред тоа, бидејќи се познава влакното, мора да биде растресито, да има квалитет, да има сјај, што сепак зависи многу и од самата исхрана. Потоа гледам како е односот на собственикот, бидејќи мора да е во тренинг, тоа е така наречена ринг дресура. Учењата кога ќе го фатат ритам, да они кога машина знаат како да треба, како да се движат, одредени правци на движење, покрети и сама презентација, односно позиционирање во рингов за да се опише. Мора да биде мирно, социализирано, сите денес тежнеме кон тоа да бидат сите миленици, само по потреба воштри, ако има за тоа потреба да сура. Во рингот мора да покажат култура, бидејќи кинологија као наука за кучињата зависи од стандардот, традицијата и културата. Ако еден добар собственик вложи многу труд и време со припрема и со просечно куче за наши простори и квалитет, може да го презентира одлично. I was a pageant gone bad. Then there was you on time and wagging your tail in the cutest mime, and you was in jail. I said, woof, be mine, and you gave a wail, and then I was no longer alone, and I was no more a boozer. We'll make the happiest home. And I said, Lord, I'm happy 'cause I'm just walking my dog, singing my song, strolling along.
И дојде крајот на денешното издание на Пријатели. За крај ќе ви кажеме на поучна приказна. Човек го шетал своето милениче куче по улица кога наеднаш ги удрила кола. Тие за жал не го преживеале ударот од колата, па и двата стигнале до портите на рајот, но на вратата имало надпис на кој пишувало забрането влегување со кучиња. Човекот не сакајќи да го напушти своето куче, продолжил понатаму во непознатото. Потаму стигнал до некоја друга порта, каде што немало надпис, но седел некој стар човек. Се приближил до него и му рекол: Извинете, господине, кој сте вие? Јас сум Свети Петар. А што има за оваа врата? За таа врата е портата на рајот. Ке може да влезам со своето куче? Па се разбира. А што имаше за онаа врата на која имаше надпис? Таму е пеколот. До рајот стигнуваат само оние кои што не ги напуштаат своите пријатели. Се надеваме дека ја свативте поентата на оваа приказна, се гледаме наредната недела. Чао!